Секој ќе ти каже дека може да сгреши, освен политичар, тие никогаш не грешат. Тие се безгрешни. Грешат оние од опозицијата. Но знаете како, 30 години веќе ние се млади 24, 25, 22. Тоа време живееме години, не сме там, може би сте повозрастни, добри, ако ние младите како во некои нихилистички моменти се наоѓаме кај што не знаеме што понатака е буквално преку некои вакви подкасти, собери, дружби, што се знаеме како другари преку колеги, некако да пробиеме нешто, да чуеме мислата, зашто слободната мисла држава или е пренасочена, или е изумрена на некој начин, затоа што толку е клиентелистички. Например, како време за нападниот, има јадници правници што дипломираат и магистрираат, они не ја знаат материјата. Буквално не ја знаат материјата. И зашто, например, еве сега учиме од книги кои што се постари од 90-тите години, например. Не се апгрейднува знаењето. Значи ние сме останати. Јас су Австрија Ако го се учев. математички книги, тие важат. Во ред, за општествените науки конкретно зборувам. Так. За општествените. Не За за правото, за политичките науки, социологијата. Значи тие не се апдейтираат. Да. Учиме Затоа што стари. они не се апдейтнати. Да, учиме Затоа што стари они не се теории. апдейтнати. Они се уште у Учиме стари теории што не се применуваат, например, во Австрија, да кажем. Тие целото образование го втемела на up-to-date работи. Значи на нови случувања, континуирано знаење. А не нешто од 19 век да се учи. И да се бара на памет. И да се бара на памет. На економскиот факултет има баш еден предмет и e-commerce, нели, за продажба страни како Amazon ствари. Книгата 2000 или 2001 година има 20 примери од тие, само Amazon или eBay постојат. Сите други затворени се. Ти од 2020-2021 година учиш книга од 2001 за електронска продажба. Времето, значи, направило огромна промена, значи за 20 години тоа се стана бум. Предмет го има Тоа е на фон. Е-трговија се вика, Никола Поповски сега го издаде 2010-та е книгата. Има апдейтирано, тука малце можете да ги видите некој апдейт, а може би содржината е иста, нема прочитано таа книга, тој че ми го не видам, ама е понов тираш. Сума сумарно разговорот ми е тоа, зошто ние како општество гледаме да викам младите ако сме заглавени, ако експертите како вас се заглавени, како да се најде некој начин за да се слушне глас. Зашто За да се слушне гласот на младите. некој крик, нешто. Треба да се смени власта, да се симне курто и да не јавне пак курто. Еден неопходен предуслов. Од и двете партии што се менуваат ги видовме и тоа е страхотно. Апсолутно така. Македонија трпи од така наречена левица и така наречена десница. Не, тоа е и Мислам дека и луѓето професори не сваќаат дека во општество како нашите, понекогаш реформата треба да биде топ-даун. Значи во Југославија мислам дека имало една просветителска елита која што успеа луѓето од селата да ги извади, да ги однесе на факултети, да ги индустриализира работите, токму поради тоа што имало авторитарно просветителство, каде што мора малце да се издигне нешто. Сега кај нас проблемот е дека ние не сваќаме дека да, политиката е местото кое што ги прави работите, кое што може да се менува. Да, потребна е таква власт, која што не само ќе биде власт за свој интерес, ќе биде власт која што ќе може да метне нешто во општеството, да го промени. Сега, тоа не може да се направи доколку нема политички услови за тоа да се случи. Значи, што викате, ако професорот Солунчев нам дало кажуваше дека државата се повторува себе си во квази вечност. Па секогаш било така, секогаш ќе е така. Не било така што. И нема ни да биде секогаш така. прво не било така и второ тоа е многу лош аргумент. Многу лош аргумент. Дека од секогаш нешто било така, тоа е аргумент кој што се базира на одржување на статус кво. Да. Тоа не ќе. Не ќе ни јас. Проблем е што ние, како што кажа и Кирил,
Родата не е само до власта, да се избере власт или елита што ќе препромени. Мора тука опозицијата да земе улога, што нели все пак сме демократско општество, кај што постојат повеќе партии, затоа нели се представници во собрание. Да, не сакам да личи Кај нас нема како диктаторска кај нас нема консензус и тоа е многу сериозен проблем исто кој што го имаме, затоа што на страна конзистентност што треба да има секоја влада неколку да учи од другата. Ние нямаме консензус за битни државни прашања, национални прашања нема никаков консензус и тука е проблемот. Значи образовните реформи треба да бидат еден од тие теми каде што мора да има консензус. Така, затоа што мора да има консензус за вакви работи. Не се работи тука за власт или за партија, значи не е мој реформи, твој реформи. Не сме да зависи од дневната политика, образование, здравство. Кај нас пак сепак се гледа како политички пораз или победа. Ако моето ја го истерам до крај, победив. Ако не го истерам, опозицијата победила. Но најголемата катаклизма во последниве 100 години во Македонија успеа да се направи на дневна политичка основа пандемија. Сега сме сведоци На тоа продолжува дневна политика. пандемијата која што денек ајде нема шанси ова да се луѓе умираат овако. Не го умираат. И тоа го направи они етничко, партиско, се во самата пандемија вметна се гласови. Се освен етичко. Да. Етика и политика не идат за. Ма треба да, зашто во другите држави, те поразвиените, во некој степен од нивната историја, некогаш се поклопило тоа, политиката и етиката бидат заедно. Една што Македонија 30 години не се нема од тоа. Па не знам, за 30 години можам да зборам за 95-та сум роден, ама за 2000-2010 можам да кажам дека де факто се едно истиот принцип на работа. Да, и разговорот ми е што ние млади се осеќаме особено нихилистички, ние не знаеме како да постапиме. Не само безправени. Дури немаме ни некоја работевти желба понатака, затоа што постојано се случуваат истите работи. Тоа е дежа Имате мотив да си одите. Тоа не е Некаде што е поинаку. И тоа е она што се случува. На крај Македонија ќе остане земја на старци, безпомошни и не ќе има од каде да се делат ни пензии, ни ништо и ќе... Ова е црното сценарио, Ама очи Реалистично. Не е само црно, само што Ма не е нешто што не може да се замисли. моментално многу добро може да се замисли. И да се остане. Например, сега во пандемијата во дневна политика го ставија тоа дека не го Венков. Или че Венков го одговор на толку мртви, доблесно и морално да се поднесеш оставка, и кога е некој друг што не мора падне власта за да се смени, че оди си ти нека дојде друг од некој од здравството нека го рапа води. Култот на личност се прегора. И сега они упорно го форсираат тоа дека Мицковски го виновен, не знам си кој, не знам што. Дури Кој ќе биде виновен ако не е опозицијата? и обратно, во претходната влада кога нешто не беше ракото. Не, исто. И тогаш беше опозиција. Зошто, например, владите не разбираат дека да или пак има опасност ако го спроведат тоа што треба логички да се направи, дека они ќе изгубат својата позиција во општеството, дека можеби ќе се покаже дека не се големи експерти колку што мислат, да ќе бидат заменети, да не постои тука нека опасност. Суетата ќе им биде повредена, ама и джебот ќе им биде повреден. И тие две работи, джебот и суетата се нешто сработно. Не дозволуваме у джеб да ни брцаш, човече. Ја мислам дека вака, што рече Борис, нели ја покана од Дула, јас знам да он ја тргуваше, припишуваше. Можда не е лошо да се ви преку некои официјални канали, меѓутоа мене ми е зашто социјалните медиуми се помокна моментално, туку јас да пратам сега во архивата во министерство, па некој бюрократ, на подбюрократот, назад бюрократот не му го лакува и да замени писмото. Да, тоа успори ова е по јавниот притисок, бунтот, да речем, е единствената алатка што остана, да не викаме што да правиме, што да правиме. Држам мисла, Сега, кога беше сега сексуалното образование поведено, Се вкупното сексуално забранено. секупното сексуално образование, како Да, ведено, зашто? Имаше една екипа на луѓе кои што рекоа добро, во ред, нема да се дискутираме што е проблемот со сексуалното образование, како се умеле така, меѓутоа да видиме што ќе биде нацрт учебникот, затоа што учат децата, знаеме што има конкретно. Пилотот. До ден денес уште нема отворено министерство кое што ќе биде. Има секакви теории, секакви некои лажни вести, они дискутираат дека еве зошто е добро да има сексуално образование, а ние не знаеме што клучи тоа сексуално образование. Значи, они упорно си ги кријат и тие
Работи што сака Имamo проблеми. Само ова реформа не ја знаеме, а ние дискутираме